Добар ден, ученици! Добродојдовте во училница. Јас сум наставник Љупка Јакимовска од Основното општинско училиште Кочо Рацин Куманово. Денеска ќе се запознаете со наставна содржина медиумска култура компјутери. Цели на часот. Учениците да се запознаат со медиумска култура, да знаат што е компјутер и кои се придобивките од него, да се запознаат со развојот и дефиницијата за компјутерот и да го применуваат компјутерот во секојдневниот живот. Што е медиумска култура? Медиумска култура е алатка која го трансформира светот од глобално село во урбана заедница. Маршал Маклахан е научник кој рекол дека информацијата може да биде достапна секаде и секому во исто време, со тоа забележал дека медиумите го претвараат светот во глобално село. Медиумската култура представува меѓусебно почитување, иако некого не го гледаме, не го слушаме, а му се обраќаме со некоја порака. Медиум е средство за комуникација и интеракција меѓу луѓето. Постојат два вида медиуми – печатени и електронски. Печатени медиуми спаѓаат весниците, списанијата, книгите, билбордите, постерите. Нив и секојдневно ги среќаваме, дури учебникот, што вие го користите секојдневно, представува печатен медиум. Во првиот електронски медиум, радиото следува телевизијата, иако нејзин прататко е филмот, а потоа е ерата на компјутерот, односно интернет. Во денешно време, многу повеќе се применуваат електронските медиуми, како што е компјутерот, односно интернет. Што е компјутер? Сметач или компјутер доаѓа од англискиот збор компјутер. Е електронски уред кој се користи за обработка на податоци и е алатка за комуницирање. Компјутерот се состои од машински дел, хардвер и програмски дел, софтвер. Сега ќе се запознаете со развојот на компјутерот. Ќе видите кој е првиот електронски компјутер и како изгледал. На следниве фотографии ќе можете да забележите дека зафаќа површина дури како една соба. Првиот електронски компјутер, ENIAC, има вградено 18.000 електронски лампи. Зафаќал простор од 150 квадратни метри. Тежел 30 тони, постојано работел, не се исклучувал и се расипувал на секои 7 минути. Има посебни уреди за ладење поради преголемото загревање. Првиот персонален компјутер или личен компјутер, на англиски personal computer, е произведен во 1975 година во Америка. Бил направен Стив Џобс и Стив Возниак и се викал Apple I. Ќе можете да забележите дека овој компјутер има дрвена платформа, кој што сега во денешно време е малку и необично. Но да го разгледаме понатаму фотографиите во следните слайдови, ќе видите дека компјутерите имаат претрпено многу промени. Вградени тастатури, мали монитори, вградени глувчиња, различни се по форма, големина, од различен материјал изработени. На следниот слайд, еве веќе малку имаме мониторот е во боја. Полесно се преносливи. За разлика, каде што денеска имаме компјутери кои што се мощни, брзи, мощни убаво и дизајнирани и секако ги имаме и во нашите домови. Но пред се, да кажем, и брзи.
Ова е еден извадок од романот "Гледалото зад огледалото" од Јадранка Владова. Со наслов "Компјутерот како средство за комуникација". Сега ќе ви го прочитам. Ви ученици ќе ве замолам за внимание. Маја беше воодушевена од работата на Никола. И тој навистина се разбираше во компјутери. И тато, и чичо Оливер му го признале тоа. Машината беше поставена, вклучена во електрична мрежа и тој го нахрани со соодветни програми. Маја од мала знаеше што се компјутер. Ама освен што играла некои игрички, не ја возбудува многу, не умееше многу да ракува со компјутерот. Затоа со љубопитно слушаше како Никола му ги објаснува на Јован основните работи за компјутер. Му инсталираше француски букви за писмата на Франција. Му направи некои кратинки кои ќе му олеснат да го потребува компјутерот и му рече дека ќе мора да вежба. Затоа што работите кои практично се изведуваат полесно се памет. Јован вети дека ќе тренира. Никола мошно строго го седна и го натера да ја повтори првата лекција. Со мали грешки, влегувањето во програмата беше усвоено. И Маја го научи. А господја Благородна се израдува кога Никола кажа дека постои можност преку компјутер да слуша музика. Ова беше извадокот од романот и сега би сакала да поразговараме малку за текстот. Би ве замолила секој самостојно во вашите тетрадки да ги одговорите следниве прашања. Ќе ви доставам доволно простор да размислите и да ги одговорите прашањата. Првото прашање. Користиш ли компјутер? Средство кое денеска највеќе се користи е компјутерот. Следното прашање. Што најчесто правиш на компјутер? Можете си го препишете, да го одговорите. Се надевам дека имате премногу своји идеи да ги искажете. На компјутерот може да се играат игри, да се црта, да се пишува, да се слуша музика, да се гледаат филмови, да се прават презентации. И последното прашање, зашто служи компјутерот? Овдека ќе се задржиме малку повеќе, па повелете одговорете го. Компјутерот е средство за комуникација, преку кое се збогатува знаењето од сите области. Преку енциклопедии, електронски книги, весници, може да се допишува и да се комуницира насекаде во светот, ако си приклучен на интернет, преку имејл пошта и во живо. Но исто така и вие следите настава од далечина преку компјутер, креирање на блогови, да се комуницира преку многуте платформи, како што се Facebook, Twitter, Viber и така натаму. Значи, многу е распространата примената на компјутерот.
сега ученици, се надевам дека добро би размислиле и би кажа дека може компјутерот да донесе и некои опасности и кои што може да му наштетат. Затоа треба да внимавате и следните реченици што ќе ви ги прочитам, треба да ги запомните. Компјутерот да извршува задачата која што ќе му се зададе, но поради некои грешки на корисникот може да дојде до прикачување на вируси кои ќе ја оневозможат правилната работа и останатата функција на компјутерот. Затоа бидете внимателни за да не му наштетите на вашиот компјутер. Сега би сакала да ви прочитам една песничка "Компјутер". Од хардвер и софтвер составен е тој. Секојдневно вести ни нуди и со информации не буди. Од Куманово до Сиднеј можеш да патуваш и многу краишта виртуелно да истражуваш. Игри, песни, филмови и програми разни. Што и да ставиш, деновите никогаш нема да ти се празни. Се надам дека ви се допадна. И сега како еден заклучок би сакала и вие да размислите за денешната содржина што ја учевме и да го резимираме она што го учевме за компјутер, дека компјутерот е последниот изум, но заедно со другите електронски медиуми, радиото и телевизијата се надополнуваат еден со друг и се меѓусебно поврзани. Така треба да биде и вашето другарство. Се надам дека извлековме и некоја пулка од ова што го учевме. Активности за дома. Бидејќи компјутерот има таа можност да ја претвара фантазијата во реалност, ајде сега вие да се обидете на следната задача и да извршите по ваша замисла. Значи, треба да нацртате нешто според својата фантазија во еден од програмите за цртање на твојот компјутер. Например, можете во програмата Paint. Ви благодарам за вниманието и до гледање ученици.